Како истакнати функционери на СДСМ, од големи поддржувачи на договорите со Грција и Бугарија, одеднаш станаа критичари на истите. Максим Димитриевски, градоначалникот на Куманово, кој е во фокусот на вниманието изминатиот период, со најновиот Facebook статус предизвика лавина на реакции. Напиша дека го боли брусењето на знамето од кутлеж во Крива Паланка, но и во неговата изјава на социјалните мрежи го потенцира името Македонија, без представката. Како да ја избришам вергината на мојата чојана униформа, како да ги избришам тие спомени, како да си ја избришам сопствената историја. Гоце Делчев бил бугарин толку колку што моето кумче кое студира во Бугарија е бугарин. Кога ги полага испитите на факултетот, а професорот ќе го праша како се чувствува, знам дека е горд македонец докажан по ген. Внук на првоборец, сепак мудриот премолчува. Кумството ми е 6 генерации, ќе продолжи, ќе даде Бог. Останува неодговорено, зошто Димитриевски не пишуваше вакви статуси и не се спротивстави на неговата партија кога се подпишуваа договорите со кои де факто се бриша македонскиот идентитет. Алфа се обиде да добие одговор на овие прашања, но градоначалникот на Куманова не одговори на нашите телефонски повици. Пред 3 години Димитриевски се фотографираше и се поклонуваше на загинатите бугарски војници од Втората светска војна кај Страцин, без македонското знаме, само со бугарското, пренесоа медиумите. И не само тој. Актуелна е изјавата на поранешниот премиер на Македонија Владо Бучковски, кој во интервју за бугарската телевизија Европа биле дека секој што посегнувал по нашиот јазик бил противник на зближувањето на Македонија и Бугарија. А пред неколку години за Bloomberg TV.bg истакна: Договорот за добрососедство со Бугарија беше првиот сериозен тест за македонскиот премиер Зоран Заев. Договорите со Бугарија и со Грција ја зголемија почитта на земјата кај меѓународната заедница и ја направија фактор за стабилност во регионот. Политички или други лични интереси е дилемата зошто овие луѓе ги поддржаа погубните политики на власта.